Под мотото «Откри, спречи, пријави», Агенцијата за храна и ветеринарство почнува нова кампања против ширењето на болеста африканска чума кај свињите. Нашата земја е дел од 18 држави во Европа во кои се спроведува кампањата, а целна група се комерцијалните и индивидуалните одгледувачи на свињи, докторите по ветеринарна медицина и ловците. Според најавите од Агенцијата за храна и ветеринарство, во моментот во Македонија нема ниту едно активно жариште на болеста кај домашните свињи. Во рамки на мерките за контрола и искоренување на ова заболување, од почетокот на минатата година до денес беа донесени низа мерки, што се спроведуваа од страна на официјалните ветеринари. Во 2023 година на територијата на Република Северна Македонија нема појава на жариште ново на африканска чума кај домашната популација, а потврдени се во последниот период 62 позитивни случаеви кај дивата популација на свињи, што не е зачудувачки, знаејќи дека резервоар на оваа болест, односно на овој вирус, се токму дивите свињи, односно дивата популација, и тоа последниот позитивен случај е детектиран на 3 мај 2023 година. Земајќи ја предвид актуелната епизодолошка состојба со африканска чума кај свињите на територијата на Северна Македонија, Агенцијата за храна и ветеринарство ги укина сите рестриктивни мерки во реоните и во општините каде што беше појавена болеста на 27 април 2023 година. Иако во моментот не е ловна сезона, беше упатен апел подрачјата да се контролираат, а доколку се забележи мртва единка на свиња, тоа да се пријави, при што треба да се земат примероци за анализа и да се утврди дали животното било заболено од африканска чума или не. Одгледувачите на свињи пак, доколку забележат каков било случај што е сомнителен кај свињите што ги чуваат, треба веднаш да го известат надлежниот ветеринар. 5 јуни на глобално ниво се одбележува како Светски ден на животната средина. Основната цел е да се поттикне и охрабри населението и одговорните институции да преземаат чекори за заштита на природата и да водат грижа за планетата. Во Кочани, овој ден по ништо не се разликува од останатите во намалувањето на загадувањето на воздухот и нарушувањето на природниот баланс. Посебен придонес за тоа има интензивното чадење од депонијата кај Бели. Негативните параметри за амбиенталниот воздух во нејзината околина тешко можат да се измерат. Без позитивен резултат останаа реакциите, протестите и апелите на жителите од селото, кои повикуваа да се преземат мерки за гаснење на огнот. Затрупувањето на отпадот со земја и третманот со морски алги пред неколку години се покажа како вистинско решение. Тогаш чадот го снема. Во меѓувреме работите се променија, а состојбата повторно е постаро. Пред околу една година Советот на општина Кочани донесе одлука да се набават 2 мерни станици за следење на загаденоста на воздухот. Тоа беше едно од барањата на граѓанските иницијативи за заштита на животната средина. Локалната самоуправа ваквата одлука досега ја нема реализирано во практика. Како некаква замена за тоа, на последната седница побара советниците да дадат согласност за примање донација од граѓанско здружение од Скопје, кое сака да донира 5 сензори за мерење на квалитетот на воздухот. Вредноста на донацијата е 60.000 денари. Останува дилемата дали општинскиот буџет е толку тенок за да не може да се реализира набавката на 2 мерни станици. Одбележувањето на 5 јуни во Кочани го карактеризира и одржувањето на јавната чистота, што има очигледен пат. Одговорните како воопшто да не ги засегаат ни јавните поплаки на социјалните мрежи, ниту пак директните кај надлежните служби. Преполнетите контејнери и корпи за отпадоци се секојдневна слика со која тие не можат да се изборат, а епитетот за најчист град се губи и во сеќавањето на повозрасните сограѓани. Општина Кочани поставува пластични столпчиња на улиците во централното градско подрачје за дополнително регулирање на сообраќајот. Целта е возачите да не паркираат на недозволени места и да не ја загрозуваат безбедноста на пешаците и останатите учесници во сообраќајот. Со столпчиња е заграден просторот на крстосниците од улиците Маршал Тито, Кеј на Револуцијата и Браќа Ставреви во близина на мостот кај шопинг центарот.
Според надлежните општински служби, најсериозен проблем е во утринските и во попладневните периоди, кога има најголема фреквенција на возила и се прават подолги застои, тешко се одвива протокот на возила на овој потек. Намерата е возилата да се оставаат на обележаните паркинг места. Возачите не ја почитуваат хоризонталната сигнализација на коловозите, поради што со физички препреки се прават обиди да се реши метежот во центарот на градот. Се очекува поголема ажурност и ефикасност од сообраќајните служби во решавање на проблемот. Членовите на фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов од Оризари имаа еднонеделна турнеја во соседна Бугарија, каде учествуваа на фестивали на кои представија дел од македонскиот изворен фолклор. Од 30 мај до 2 јуни ансамблот беше учесник на 20-тиот меѓународен детски етнофестивал Децата на Балканите со духовност во Европа, што се одржа во Минерални бањи кај градот Хасково. За својот одличен настап, младите фолклористи добија специјална награда. Веднаш потоа, членовите на ансамблот отпатуваа во градот Казанлак, кој е збратимен со Кочани. Таму беа дел од фестивалот Празник на розата, што годинава го имаше јубилејното 120-то издание. Фолклорниот ансамбл Љупчо Сантов во Казанлак бил дел од свеченото дефиле по улиците на градот, на кое учествувале над 10.000 учесници. Во текот на фестивалската програма, момчињата и девојчињата од Оризари имале 3 настапи на главната сцена. Стотина борачи од клубови од Македонија и Бугарија викендов учествуваа на меморијалниот турнир во борење легендите на Спартак, што се одржа по 23 пат, а го организираше боречкиот клуб Спартак од Кочани. Надпреварот е продолжение на поранешниот турнир Андонов Колев, а се одржува во спомен на сите борачи кои во изминатите децении дале придонес за развој и популаризација на борењето во Кочани и пошироко. Ние сакаме првично, бидејќи ние имаме мали дечиња, пионери, и овој турнир го правиме за нив, за помалите категории. Имаме надпреварувачи во машка и во женска категорија. Имаме 10 категории во машка конкуренција и 2 категории во женска конкуренција. После толку години турнирот ќе се одржи на 2 душека и нормално ќе се функционира по УВВ правилата, борбите така ќе течат по правилата. За разлика од изминатите години, турнирот Легендите на Спартак годинава се одржа во салата на основното училиште Никола Карев, а за најдобрите учесници беа обезбедени медали и признанија. За најдобар борач на турнирот е прогласен Даријан Павлев од Спартак, кој сите противници до финалната борба ги совлада со резултат 10:0, а во финалето извојува победа со туш. За најдобар домашен борач пак беше прогласен Иле Иванов, исто така од екипата на Спартак. Денислав Тилев од борачкиот клуб Беласица од Република Бугарија беше прогласен за најдобар странски борач. Одржувањето на турнирот Легендите на Спартак го помогна општина Кочани, како и неколку стопански фирми од регионот. Во организација на општина Зрновци и на локалниот младински совет, викендов почна вториот меморијален турнир во мал фудбал Синиша Стоилов. На мултинаменското спортско игралиште Васе Ангелов во Зрновци, фудбалските вештини ги одмеруваат 12 екипи од 4 соседни општини во регионот. Тие се надпреваруваат за освојување на победничкиот пехар. Пријавени се вкупно 12 екипи фудбалски од 4 општини, општина Зрновци, општина Кочани, општина Виница и општина Чишиново Облешев. Ќе се игра системски во групи по 3 екипи на принцип на испаѓање на екипи. Финалето ќе се одржи на 10 јуни, сабота на повеќенаменското игралиште Васе Ангелов. Придонес во организацијата на меморијалниот турнир даваат и членовите на локалниот младински совет од Зрновци. Да, имаме представници од нашето училиште Синиша Стоилов, во која чест го организираме и овој турнир во чест на капетан Синиша Стоилов. Имаме и млади, имаме и повозрастни, имаме од сите генерации кои ќе учествуваат. Организаторите на турнирот обезбедија награди за најдобрите во поединечна и екипна конкуренција.
Признанија ќе им бидат доделени на најдобриот голман, најефикасниот стрелец и најдобриот играч, а најдобрата екипа што ќе победи на турнирот ќе добие пехар.